Порше клуб Македонија е формиран пред 2 години, но можам слободно да кажам, еден од најактивните автоклубови што се однесува на Македонија, но и на Балканот. Затоа го поканивме господин Груевски, председателот на Порше клуб Македонија, да видиме што е тоа што Порше клуб Македонија го прави тоа што е. Добре дојдовте во Автомагазин. За само 2 години имате импресивна остварена програма. Како членови на клубот учествувавте во многу меѓународни збиднувања што се организираат од страна на Порше, но и ги засилувате темелите во Македонија. Па првото прашање е, кој го сочинува вашиот клуб? Какви возила можат да бидат членови и какви собственици може да бидат членови во вашиот клуб? Добар ден, Мишко. Најпрво да се заблагодарам на шансата да повтор пат во твојата емисија биде присутен нашиот клуб и со тоа да се дополнително да се испромовира. Како краток одговор на она што беше поставено како прашање од тебе, членови на нашиот клуб можат да бидат сите собственици на Порше возила, чие Порше возило е во лично нивна собственост или на компанијата во која што се лично собственици, макар тоа да биде на лизинг или кредит, небитно е делот на финансирањето, но собственоста на возилото мора да биде на членот кој е зачленет, односно кој аплицира да биде зачленет во секој Порше клуб во светот. Околу активноста, уште еднаш да се заблагодарам за предобрата најава, која и за наша среќа може да се пофалиме дека е комплетно вистинита. Нашиот клуб е еден од поактивните во регионот и со тоа може гордо да се пофалиме. Колку членови имате и колку типови на возила од Порше имате во клубот? Па за сега имаме околу 45 члена кои се регистрирани во нашиот клуб. Некој цел, односно таргет од страна на Порше Worldwide Community, светската комјунити заедница, е да имаме околу 50 на члена, односно 50 члена до крајот на оваа година. А околу типот на возила можам да кажам дека буквално се од гамата на Порше имаме, освен трактор, кој исто така постои во гамата на Порше како возило. Од останатите возила буквално се е застапено во клубот. Како клуб, вие се ангажирате околу безбедноста во сообраќајот, афирмирањето на марката Порше како возило и како филозофија која имплементира во развојот на своите возила. 75 години Порше, 61 година Порше Карера и може 10 години електрификација во Порше. И еден мал додаток, оваа година е 50 години турбо. 911 турбо. Турбо како модел, да, почнувајќи од 911 турбо. Точно минатата година прославивме 75 години од Порше, 70 години од постоењето односно од основањето на првиот клуб на Порше заедницата во светот. Како што кажавте, имаме 60 години карера прославено, односно веќе 61 година карера и оваа година е 50 години турбо. Покрај овие 4 интересни јубилеја, нашиот клуб е со, да кажам, се уште во делот на млади клубови. Ние сме само 2 години во Порше заедницата на светско ниво, но сме проактивни и сме доста препознаени. А околу првиот дел од прашањето, да работиме на повеќе начини на промоција на брендот Порше. Тоа е и главната цел на клубот, да направи една заедница на собственици, каде што ќе функционираат како едно друштво кое има заедничка цел. И од друга страна е промоција на сите, да кажам, предности на брендот Порше. Една од главните работи со која што се занимава клубот исто и безбедноста и воведување на младите во безбедниот свет на спортски автомобили.
911 е икона на Порше. 61 година постои овој модел, а пред 2-3 дена Порше го објави новиот 911 со хибриден погон. Да погледнеме за што станува збор. Ова е прв пат во 61 годишната историја на иконскиот 911 да биде електрична погонска поддршка. Иновативниот перформанс хибрид го прави 911 уште подинамичен. Тоа се докажа на тестирањето и дотерувањето на Нирбургринг Нордшлайфе. Таму бренд амбасадорот на Порше Јорг Бергмастер го комплетираше кругот од 21 км за 7 минути 16 секунди и 934 илјадитинки, 8,7 секунди побрзо од соодветната верзија на претходниот модел. Тест возилото беше опремено со стандардни пневматици плюс аеропакетот со фиксно задно крило, кој е достапен како опција за неколку моделски генерации кој обезбедува зголемена надолна сила при големи брзини. Порше не остави ништо на случајноста за време на развојот и тестирањата под секакви услови низ целиот свет, од замрзнување до огромна жештина, како што беше случајот за време на последната фаза на тестирањето во Дубај. Без разлика дали е со голема погонска тежина во услови на планински премини или во сообраќајот во урбана средина, новиот 911 ги совлада и најтешките предизвици. Деталите за Порше 911 Performance Hybrid ќе бидат објавени на неговата официјална премиера закажана за 28 мај. Импресивни перформанси, барем така најавуваат од Цуфенхаузен, тоа ќе го видиме на 25 мај што значи. Но, вие како традиционалиста, како човек кој го сака брендот онаков каков што е, како гледате или вашите членови, како гледаат на хибридизацијата на 911 и воопшто на електричниот погон во Порше? Па ние и во самиот клуб, помеѓу членовите, веќе со самата најава која беше од пред, да кажем, неколку месеци дека ќе се појави новитет во Порше, во кој што се најави некој хибриден погон, односно дополна на агрегатот со хибриден погон, почнаа сите, да кажем, дискусии околу љубителите, околу електрификацијата на култниот модел 911. Од она како се доближува времето до 25 во 3 часот по централно европско време, кој ќе биде промоцијата на новата кариера, се повеќе добиваме детали околу, да кажам, новитетите кои се очекуваат. Некои се точни, некои и проверени, некои не се. Да не навлегаме во детали. Но она што е многу битно е дека моето лично мислење дека Порше нема да си дозволи да она икона која ја има ја стави да стави приоритет на електрификацијата, него работи на нешто многу повеќе кое се уште не го знаеме, а мислам дека ќе биде големо изненадување за сите и членови на клубови, сите потенцијални купувачи. Неодамна се вративте од Штутгарт, каде како клуб го посетивте музеот на Порше. Какви се импресиите од таму? Точно, за еден млад клуб како што е нашиот, добивме огромна шанса да посетиме покрај музеот на Порше во Штутгарт, ја посетивме фабриката, каде што се произведува 911 и Taycan во Зуфенхаузен, каде што поголем дел од нашите членови има можност лично да со своји очи видат каде им се произведуваат возилата кои ги возиме. Импресиите се воодушевувачки. Добивме можност да добиеме една друга слика и една друга посета на музеот, каде што со професионален кустос детално ни беше раскажана целата историја на брендот Порше, каде што дополнително се раѓа ентузијазмот на сите сопственици и членови на Порше заедницата во светот. Видовте кај се произведуваат возилата кои што ги возите во секојдневниот живот, но какво е чувството кога прв пат сте го возеле Порше на патека? Вие имавте една програма во Портимао во Португалија и исто така имавте и програма неодамна на патеката Навак во покрај Белград, каде што ги имавте помоќните изведби на 911.
Да, Портимао е, само кратко да објаснам, секои 2 години се Порше организира собир на председатели и подпредседатели на клубовите од светот. На тој собир се канат помеѓу 70 и 100 најактивни клубови од светот. Порше на светско ниво има околу 700 регистрирани клубови од сите да кажам подгрупи. Ја имавме таа чест да и покрај ова двогодишно постоење менаџментот на Порше Германија, односно Порше Community, го препозна ентузијазмот на нашиот клуб и квалитетот и не покани да двајца, јас и подпредседателот за спортски активности, односно спортски настани, бидеме нивни гости на светскиот собир на председатели во Портимао, каде што ни беа представени најновите модели на Порше, како и се работеше на иднината, на развојот на комјунити заедницата на Порше во светот. А на Навак, како поминавте на Навак? На Навак поминавме одлично. Навак е патека која е доста близко до Скопје. Менеджментот на Навак и самиот Порше Experience дел кој го води Андреј Кулунџич како Порше амбасадор, ни дава можност да уживаме во спортското возење на патеката, со тоа што нашиот клуб ја имаше честа да направи приватен свој настан само за нашите членови, каде што нашите членови уживаа во спортското возење и во перформансите на своите автомобили, на спортска патека каде што можат максимално да ги видат перформансите на своите возила. Доста интересна програма. За жал, нашата временска рамка е прекуса за да ги искажеме сите импресии од вашите активности, но се надевам дека во иднина ќе имате уште повеќе. Како што видовте, јас денеска носам една мајца 32 години ноќен клуб Рашчекор. Тоа нема врска со автомобилизмот, но Автомагазин секогаш ја поддржува традицијата. Ова е една убава традиција и ви посакувам Порше клуб Македонија да ја има оваа традиција, да доживее 30 години. Значи, имаме временска рамка од само 28 години. Господине Груевски, јас ви благодарам на вашето учество во Автомагазин. Нашите врати за Порше клуб Македонија секогаш се отворени. Ви благодарам и на вас за поканата и ви благодарам за можноста да клубот дополнително се промовира. Ви благодарам многу. Водородот како алтернатива на еколошко гориво не е ништо ново, но ново е што се повеќе производители бараат решенија со него без оглед дали е тоа со мотори на согорување или горивни келии. Алпин се приклучува во спасот на моторите на согорување и најавува нов V6 мотор кој ќе го користи водородот.